Денеска православната црква ги празнува светите маченички Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија, светата маченичка Агатоклија и светите 156 маченици. Светите маченички Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија живееле и пострадале во Рим во времето на царот Адријан. Мудрата Софија, како што и самото име кажува, останала вдовица и како христијанка добро се утврдила и себе си и своите ќерки во верата Христова. Во времето кога мачителската рака Адријанова се пружила и на добродетелниот дом на Софија, Вера имала 12, Надеж 10, а Љубов 9 години. Изведени пред царот, сите 4 држејки се за рака, како исплетен венец, смирено, но решително ја исповедале верата во Христа Господа и одбиле да ја принесуваат жртви на идолската божица Артемида. Пред страдањето, мајка им со своите совети ги подкрепувала своите ќерки за да истраат до крај. Вашиот небесен љубител Исус Христос е вечно здравје, неискажана убавина и бесмртен живот. И кога телата ваши ќе бидат со мака умрени, Он ќе ве облече во негнилежност и раните на вашите тела ќе заблескаат на небото како звезди. Сите една по една мачителот ги мачел со остри маки, прво Вера, па Надеж, па Љубов. Ги тепале, ги сечеле, ги фрлиле во оган и во врела смола и најпосле една по друга со меч ги обезглавиле. Мртвите тела на своите ќерки ги зела Софија, ги однела надвор од градот и таму чесно ги погребала. И останала на нивниот гроб 3 дена и 3 ноќи молејки му се на Бога, предавајќи го својот дух на Бога и тајки во рајските населби, каде што блажените души на низините славни ќерки ја чекале. Поуки од светите оци. Се што е телесно е миливо. Кој го сака светот, ги сака и сопките во него. Затоа, ако некогаш ни се случи да изгубиме нешто, тоа треба да го прифатиме со радост и благодарност, свесни дека преку тоа сме се ослободиле од грижа. Ава Евпрепиј. Светата маченичка Агатоклија била слугинка кај некој Никола и неговата жена Павлина, кои прво биле христијани, па оставајќи го христијанството, повторно им се поклониле на идолите. Светата Агатоклија не сакала да го следи примерот на своите господари, та затоа била люто мачена и од нив и од судијата. Најпосле незината господарка ја умртвила, ставајќи оган на вратот, но Бог ја прославил својата слугинка со своето небесно царство. Поуки од светите оци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите.
Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Светите 156 маченици. Сите египтјани. Страдале за Христа Господа во 310 година. Едни од меч, други од оган. Меѓу нив биле и двајца старци, епископи, Пелеј и Нил, свештеникот Зинон, двајца славни мажи, Патер Мути и Илија. Со нив пострадал и епископот Силуан и познатиот слеп старец Јован, кој го знаел Светото писмо напамет и напамет го читал на собирите на христијаните. Сите се овенчале со маченички венец и се преселиле во бесмртното царство Христово. Поуки од светите отци. Постојат 3 демонски замки кои ги крадат радоста и мирот, жалењето за минатото, стравот од иднината и неблагодарноста за сегашноста. Свети Антони Велики. Поуки од светите отци. Човекот што ја познал мерата на својата немоќ, стигнал до состојба на совршено смирение и познавање на Бога. Зашто постојано поттикнуван кон благодарење на Бога, тој непрестајно постанува се побогат со божествени дарови. Срцето кое постојано благодари, постојано прима се поголема благодат. На благодата и претходи смирението, како што на искушението му претходи надменоста, гордоста. Ава Исак.